Како да се зголеми довербата на граѓаните во полицијата, кога се уште има полициски службеници кои кажуваат не е моја надлежност кога некој ќе им пристапи од граѓаните да праша за нешто, да укаже на нешто. Имаат етички кодекс што ретко некој го почитува. Кажете ми што треба да се преземе како општество, понатаму и владата и тие што се надлежни таму, за да се врати довербата на граѓаните во полицијата? Полицијата мора да биде свесна дека таа постои заради граѓаните и основните надлежности на полицијата се да обезбеди јавен ред и мир, поредок, безбедност и заштита на имотот на граѓаните и сервисната функција која што е извонредно важна за полицијата. Ова е прашање кое што задира во еден дел во надлежностите на полицијата, кои што се уште кај нас влечат последици од еден претходен период и полицијата е товарена и со надлежности кои што реално можеби не треба да бидат под чадорот на полициската организација. Од друга страна, станува збор за општество во кое што се повеќе граѓаните се свесни за нивните права и во таа смисла полицијата мора да биде свесна дека она што го работи е на постојан увид и контрола од граѓаните и дека комуникацијата со граѓаните е сериозно прашање на кое што мора да се посвети внимание во сите аспекти на полициската организација. Тоа подразбира каков избор за полициски службеници се прави, бидејќи од квалитетен избор може да се направат и квалитетни решенија подоцна. Ако тука се промаши, веќе се понатаму е безнадежно. Во друг сегмент, полицијата, покрај тоа што е должна да го спроведува законот и за што има овластување да применува и сила, исто така многу повеќе енергија треба да вложи во изучување и подготвување и психолошко, меѓутоа и секакво, кое што се очекува од полицискиот службеник да биде заштитник на послабите, да укажува помош на оние на кои што им треба и спрема нарушителите да биде исто така без никакви обзири, мора да го спроведува законот максимално. Сега, тука станува збор за повеќе аспекти кои што мора да бидат проценети од страна на менеджментот на полицијата, на Министерството пред се и на Бирото за јавна безбедност и да креира такви програми. Проблемот е што многу често во изјавите на министрите, на директорите, на раководителите, ќе слушнеме во јавност извонредно позитивни оценки за тоа што работи полицијата. Меѓутоа, таа призма мора да биде прилагодена со очекувањата на граѓаните, бидејќи во центарот на интерес се граѓаните. И уште од старо време, од пред 2 века, модерната полиција се темели на стандарди во кои што полицијата ќе биде толку успешна колку што ќе има одобрување за тоа што го работи од страна на граѓаните. Значи, и законите кои што се носат мора да бидат прилагодени за потребите на граѓаните. Ние се уште робуваме на механички решенија на кои што граѓаните мора да дадат во полициска станица да губат време за кое што едноставно не треба да го прават тоа. Затоа што поминати се времињата кога со записник, со непосредно присуство мора да се решаваат нештата. Постојат технички решенија за кои што полицијата е тргната во еден позитивен правец, меѓутоа прилично бавно тоа се случува. Тие решенија мора да бидат унапредени. Особено новите времења и новите предизвици бараат такви стандарди за кои што полицијата е тргната во позитивна насока, меѓутоа тоа се случува прилично бавно и многу често поради многу други причини, како што е политичкото влијание, одвишно политичко влијание во работата на полицијата, несоодветни и корупција која што постои во полицијата. Денес можеме да говориме дека таа е на највисоко равниште во изминативе декади и дека тоа не е момент кој што се случува денес, но тоа се акумулира и имаме она што вие го кажавте во вашето прашање, многу често одговори дека не е надлежна за тоа. Има и такви случаи, ако ја зееме гласната музика во ноќните часови, проблемот со кучиња, скитници и така натаму, не е тоа директна задача на полицијата. Меѓутоа, полицијата мора да бара решенија да се надминат тие проблеми со кои што се соочуваме во секојдневниот живот. Така што, полицијата мора да биде многу повеќе присутна, да ги знае потребите на граѓаните и да нуди решенија со кои што тоа задоволство и тоа чувство на безбедност ке јакне. Ова работилница е во таа насока каде што ќе говориме за интегритетот на полициските службеници, за транспарентноста која што ја очекуваат граѓаните од полицијата и секако има и позитивни примери кои што ќе ги истакнеме, кои што треба да бидат
за маецот за идни нови убави проекти. Професоре, како гледате на најавата на премиерот Мицкоски за спојување на двете безбедносни агенции? Моето мислење во таа насока е дека тоа исто така може да биде добро решение. Значи, имаме искуства кои што говорат и за позитивни решенија, каде што особено малите земји се интегрираат во делот на безбедносната заедница, повеќе безбедносни семејства едноставно се соединуваат за да покажат поголем интегритет, подобри перформанси. Меѓутоа, тоа не значи дека постојното решение е лошо. Треба да се направат анализи со кои што ќе се дојде до оптимално решение. Меѓутоа, она што мора да биде, особено сега пред новата влада, мора да биде разбрано е дека кога ќе се влезе во процес на реформи, тие треба да се направат целосно. Затоа што најчесто досега се случува реформи кои што ќе тргнеа до некаде, меѓутоа не се комплетира. Тоа особено можам да го потенцирам претходно кога се издвои АНБ од Министерството за внатрешни работи, каде што се направија добри решенија, меѓутоа не до крај, и особено во делот на надзорот и контролата и внатрешната и надворешната, која што од некои причини не се случи со Законот за национална безбедност. Во делот на оперативната агенција. Тоа е едно од подобрите решенија и тука може да се користат искуства за проекти кои што се потребни и се комплетирани. Значи, мојата порака е кога ќе се тргне, безбедносниот сектор е сложена компонента. Значи, осмислено и професионално да се влезе во промените кои што се очекуваат. Бидејќи, ако тоа не биде добро направено, ако се прави под одвишен политички притисок, тогаш едноставно нема да имаме успешни решенија. Значи, идејата не е лоша, меѓутоа да биде добро осмислена и добро да се направи, особено со користење на компаративни искуства и секако Европската комисија која што ни е главен партнер во тој дел. Решенијата кои што ќе поминат да бидат верификувани. Благодариме многу. Да, ви го